Молк од МВР по скандалозните најави за апсења од страна на Јовче Ременски. Од таму нема одговор на прашањето на Алфа дали внатрешната контрола ќе се позанимава со шефот на управата во МВР задолжена за борба со тероризам. Сопругот на претеничката од СДСМ Фросина Ременски во петокот на социјалните мрежи објави пораки во кои асоцира дека од стартот на оваа недела ќе следуваат полициски акции, односно апсења. Во првата порака Ременски вели: Има варијабли, константи и хипотези. Од понеделник ќе биде интересно. Напиша началникот со подпис Ременски. Веднаш по првата порака тој се дообјаснуваше. Да не останам недокажан. Борбата продолжува и тоа на две нозе со сиот демократски капацитет на располагање, со сета жестина и без пренемагање. Одговарајќи на една од пораките, тој во коментар напиша дека ќе има и джандар збира, што во полициски сленг значи дека ќе има апсења. Откако дел од медиумите го пренесува пишаното од страна на Ременски, тој не негираше дека ќе се случуваат апсења, туку објави неколку линкови од текстови за случајот Афис од 2013 година, но неговата сопруга реши да го правда. Вревата околу джандар збира и преводот што си го направија со полициски сленг, како и филмовите околу тоа, е безобразно ефтин продукт на сленг пропагандата во смисла на онаа народната. Гладна кокошка прососонува. Соновник да напишевте, попродуктивен ке беше. Вака и партија карти не знаете да изиграте. Овој предмет се наоѓа во рацете на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, од каде за Алфа велат дека најавите на сопругот на претеничката се неточни и неосновани, затоа што овој случај се уште е во предистражна постапка и ниту МВР, ниту управата каде началник е Ременски не може да апсат луѓе, ниту да превземаат било какви процесни постапки без соодветни чекори од обвинителството. За познавачите, настапот на началникот е целосно погрешен и спротивен на протоколите на министерството, затоа што тој ниту е овластено лице за изјави за јавност, ниту пак смее како шеф на управата за антитероризам да коментира други предмети кои не се во негова надлежност, особено нејавно да објавува пораки во кои асоцира на апсења. Извори во внатрешната контрола на МВР велат дека ако се следат законските прописи, против Ременски мора да биде покрената постапка за нарушување на правилата за работа, затоа што освен што јавноста ја довел во заблуда, тој можеби открил информации кои се од интерес за инволвираните во случајот Афис. Во текот на ноќта, петок кон сабота, шефот на македонскиот антитероризам ги избришал сите своји објави на својот Facebook профил.